Благодарам, председателке, почитувани пратеници, почитуван заменик министар за финансии, драги млади, почитувана јавност. Овој ребаланс е уште еден доказ дека оваа влада е сериозна во своите намери, во своите ветувања кои ги дава пред младите луѓе, а не како што бевме сведоци порано, кога на старт на секоја година ставките за млади беа полни со пари, но потоа на прв ребаланс тие пари магично ги снемуваше. Претпоставувам дека тоа беше со една цела, тоа беше на стартот на секоја година кога се носи буџетот да бидат замолчени младинските представници, да им бидат одземени на некој начин аргументите за барем тогаш да не се критикува владата и буџетот кој се носи. Како млад пратеник, мојата најголема одговорност и мотивација е да се борам за подобра иднина за мојата генерација и за сите што доаѓаат по нас. Буџетот за образование не е само бројка на хартија, тоа е директна инвестиција во нашите соништа, во нашите можности и во нашата желба да останеме, да се развиваме и да успееме овде дома во нашата Република Македонија. Вкупниот буџет за образование е 46,443 милиони денари, што представува зголемување од 1,294 милиони, односно 3%. Зголемениот буџет е порака дека државата ја препознава важноста на младите. Ова зголемување значи повеќе стипендии, подобри училишта, модерни универзитети и повеќе можности за сите нас. Секоја инвестиција во образованието е инвестиција во нашата иднина и во нашата способност да бидеме конкурентни и креативни. Во високото образование има зголемување од 3,179 на 3,456 милиони денари. Со ова зголемување ќе добиеме поквалитетни студии, бидејќи со повеќе пари за универзитетите очекуваме подобри услови за учење, повеќе практична настава, нови лаборатории, современи програми и секако најважното дигитализација. Ова зголемување ќе значи и поголема финансиска автономија за универзитетите, бидејќи ќе имаат повеќе слобода да одговорат на потребите на студентите и да воведуваат иновации. Во инвестицијската програма инвестиции во образованието се предвидени вкупно 1,204 милиони денари, што представува зголемување од 12,8%, односно зголемување од 137 милиони денари. Главен акцент во оваа програма ќе биде ставен на подобрување на условите во ученичките и студентските домови. Со реконструкција на ученичките домови ќе се создадат подобри услови за средношколците што доаѓаат од другите градови, а тоа значи поголема безбедност и поудобни услови. Ќе се вложи во подобрување на енергетската ефикасност на студентските домови, односно 136 милиони денари повеќе за топли, чисти и модерни студентски домови. Ова значи помалку трошоци за нашите колеги од другите градови и подобри услови за живот и студирање. Оние домови кои СДС не ги направи 7 години, а ВМРО ДПМН грешка имате СДСМ, се извинувам. Оние студентски домови кои Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не ги направи 7 години, а ВМРО ДПМН за една година веќе можеме да кажеме и дека ги превршува. Кај средното образование има зголемување од 91 милион денари, што представува зголемување од 5% во однос на првично планираниот буџет за 2025 година. Од овој буџет 68 милиони денари се наменети за регионални центри за стручно образование. Зошто е ова важно? Многу млади сакаат практични знаења и сакаат веднаш да се вклучат на пазарот на трудот, а тоа е и целта на оваа влада. Овие центри ќе понудат современа обука за реални вештини и директна врска со работодавачите. Ова е шанса за секој млад човек да се остручи, да ја пронајде својата професија и да остане тука во Република Македонија. За унапредување на инклузивното основно образование се предвидува зголемување од 92 милиони денари за плати и недоместоци. Сите деца без разлика на нивните потреби заслужуваат еднаква шанса. Повеќе средства за инклузија значи повеќе стручни лица, повеќе асистенти и поголема поддршка за децата со попреченост, затоа што секој од нас заслужува да биде дел од заедницата и да расте во средина што ќе го прифати и поддржува. Бидејќи сите знаеме дека живееме во дигитално општество, се предвидува секој студент да добие ваучер од 250 евро и преку оваа мерка 55.000 студенти да добијат техничко помагало. На овој начин секој студент ќе има пристап до лаптоп или таблет, што значи дека нема да има изговор за нееднаквост во пристапот до знаењето. Сакам посебно да го потенцирам проектот Купи куќа за млади, каде што имаме зголемување од цели 111%.
Оваа мерка е директна поддршка за младите семејства. Со повеќе пари за овој проект, младите ќе имаат повеќе можности да останат овде, да создадат дом и иднина во Македонија, наместо да бараат шанса во туѓина. Како млад пратеник, ја ќе се залагам секоја буџетска ставка да биде насочена кон младите, нивните потреби и нивната иднина. Ова не се само бројки, ова се нашите животи, нашите соништа и нашата борба за подобро утре. Образованието е нашата најсилна алатка и ќе се борам да биде достапно, квалитетно за секој млад човек во Македонија. Исто така, сакам да ги поздравам проактивните чекори на владата во зголемувањето на буџетот за спорт. Ова не е само финансиска ставка, туку представува вистинска инвестиција во нашето здравје, енергија и заедништво. Вкупниот буџет на Министерството за спорт е 1,428 милиони денари, што представува зголемување од 118 милиони денари или 9% повеќе во однос на претходното планирање. Ова зголемување покажува дека спортот конечно добива приоритет во националната политика. Поголемиот буџет ќе овозможи повеќе програми, подобра инфраструктура и поддршка за младите спортисти, клубови и иницијативи низ државата. Кај програмата спорт има вкупно зголемување од 56 милиони денари и ова зголемување е главно преку самофинансирачки извори. Овие средства ќе бидат наменети за поддршка на спортски клубови, за да се овозможи клубовите да функционираат стабилно, да ги мотивираат младите да се приклучат и развиваат како спортисти. Потоа за помош на активностите на спортските сојузи и федерации, како што се финансирање на надпревари, кампови, обуки и други активности што ги зближуваат младите и ја потикнуваат спортската култура. Исто така, преку тренерските и младинските спортски програми ќе има средства за повеќе обуки за тренери и програми што се специјално наменети за младите. Ова значи квалитетна работа со таленти и создавање генерации на успешни спортисти. Ваквата поддршка директно влијае на зголемување на бројот на млади што се занимаваат со спорт, а тоа значи намалување на ризикот од лоши навики и помош за создавање здрави животни стилови уште од најрана возраст. Кај подпрограмата спортски објекти има зголемување од 24 милиони денари и вкупниот износ е 185 милиони денари. Овие средства ќе се користат за изградба и реконструкција на сали, терени, базени и слично. Ова значи дека во секој град ќе има подобри услови за спорт и рекреација. Вложувањето во спортот е многу важно, бидејќи подобрувањето на спортската инфраструктура не е само за надпреварувачите. Тоа е за секој еден млад кој сака да спортува, да се дружи и да биде физички активен. Ова вложување ќе има и до долгорочни придобивки, бидејќи подобра инфраструктура значи повеќе млади на спортските терени, а помалку пред екраните. На овој начин се потикнува здравието, социализацијата и тимската работа кај младите, а се создаваат услови за откривање и развој на спортски таленти. Со ова зголемување на буџетот што е наменет за образование и спорт се испраќа јасна порака дека младите се во срцето на развојот на Македонија. Како млад пратеник ќе продолжам да се залагам секој денар да биде вложен таму каде што најмногу значи, во здрави, активни, инспирирани и образовани генерации. Квалитетното образование и спортот не се луксус, туку основно право и потреба на секој дете и секој млад човек во нашата држава. Затоа така и работиме. Ве благодарам на вниманието.